Добар ден во Планевните вести на Канал Плюс, се ве дел од она што подготвивме во ова прво издание денес. Македонија силна е мотото на вечерашниот голем народен собир во Скопје. Повик за учество упатуваат општинските комитети на ВМРО ДПМН. Седумдесетина нови парцели за изградба на викенд објекти содржи новиот детален урбанистички план за Пониква, кој во моментот е најавен увид на граѓаните. ...139 години од Розловечкото востание, првиот организиран отпор против османиите во Македонија. Херојството на востаниците е инспирација за филм. Лидерите на 4 најголеми партии, Груевски, Заах, Ахмети и Тачи, денес ќе одржат втората средба за изнаоѓање решение за излез од политичката криза. Се очекува на лидерската средба како наблюдувачи да присуствуваат амбасадорите на САД и Европската унија, Джес Бели и Ајво Ораф. Вечерва во 20 часот пред Собранието на Република Македонија, ВМРО ДПМН ја организира голем народен собир за подобра Македонија. Повик за присуство на Народниот собир упатуваат од општинските комитети на Истокот. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН ги повикува граѓаните на општина Штип да се приклучат на големиот собир кој ќе се одржи во понеделник во 20 часот пред владата на Република Македонија. Овој собир ќе биде моќен народен одговор на сите сценарија за дестабилизација на државата и истовремено повик за стабилна и силна Македонија. Ве покануваме во понеделник во 17 часот пред Основниот суд во Кочани да се упатиме сите заедно на митинг и да им покажеме и на СДСМ и на другите нивни приврзаници дека продолжуваме со борба против ова деструктивна политика која што ја водат и дека продолжуваме со одбрана на нашиот глас, се со цел да Македонија остане силна, цела, обединета и онаква како што ја заслужува народот. И повикувам сите граѓани на општина Делчево и Република Македонија да се приклучат на големиот општинароден собир кој ќе се одржи во понеделник во 20 часот во Скопје. Во време кога стабилноста на Македонија е под закани и уцени на личниот и теснопартиски интерес на група поединци, овој собир ќе биде јасен одговор на македонскиот народ дека Македонија не прифаќа да биде заложник на ваквите сценарија. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Виница ги повикува сите граѓани да се придржат на големиот собир кој ќе се одржи во понеделник во 20 часот во Скопје. Овој собир ќе биде народен одговор на сите сценарија за дестабилизација на Република Македонија. Започна процедурата за донесување нов детален урбанистички план за Пониква кој е ставен на увид на јавноста. Измените во урбанистичкиот план резултираат со 70 нови градежни парцели кои општина Штип, општина Кочани ќе ги понуди за продажба. Влада е голем интерес за парцели за изградба на викенд објекти на Пониква, велат од локалната самоуправа. За јавната расправа по урбанистичкиот план во населено место за спортско-рекреативниот центар Пониква, планска документација 2014-2024 година, нацрт план помеѓу граѓаните на Кочани, постои голем интерес со оглед на фактот што голем број од граѓаните во повеќе делови на Пониква имаат изградени викенд куќи и други објекти кои ќе треба да се вметнат како дел од урбанистичкиот план на Пониква. Во тек е јавната анкета по урбанистички план во населено место за спортско-рекреативен центар Пониква и истата трае до 22 мај. Во овој период заинтересираните граѓани и правни лица може да поднесуваат анкетни листови со предлози, забелешки и сугестии во однос на планското решение. Кон анкетните листови треба да достават копија од катастерски план и имотен лист за конкретната парцела за која што се однесува забелешката, или пак можат забелешките да бидат и предлозите за целиот плански опфат. Она што е согласно законска регулатива и тоа што е прифатливо за општината ќе биде вградено во предлог планот, сето друго што нели ќе биде разгледано и ќе постапиме согласно законска регулатива. Урбанистичкиот план на
Пониква проширен ќе се протега на површина од 50 хектари, од кои дел се наменети за зеленило, а дел за викендички и хотели. На денешната јавна расправа која се одржа во салата на Советот на општина Кочани, најголем дел од забелешките на граѓаните се однесуваа на електричната и водоводната мрежа, како и на урбанизација на веќе купените парцели со патна и друга инфраструктура. Во Делчевското село Разловци вчера се одбележа 139 годишнината од Разловечкото востание. Им се одаде почит на загинатите востаници. Имаше планинарски марш и културно-уметничка програма посветена на славното Разловечко востание. Во село Разловци, собиењето на камбаните од црквата Свети цар Константин и царица Елена беше означена 139 годишнината од Разловечкото востание, првото организирано вооружено востание на македонскиот народ против Отоманската империја. Разловечкото е едно од првите востанија на Балканот што е покренато против тиранијата на Отоманската империја. Селаните од Разловци се гордеат со востанието, а од друга страна многу малку се уложува и одбележува тој празник. Со денешната прослава за годишнината на Разловечкото востание се оддаде достојна почит и на неговите организатори и водачи, Поп Стојан Разловски и Димитар Поп Ѓоргиев Беровски. Првиот водач на источна дел на Македонија, кој немал ни мака, ни тешкотија, ни страф од осмалиите, го покренува македонскиот народ. На денешниот црковно народен собир во село Разловци свештенството направи панихида за загинатите востаници, а на гробот и спомен плочата на Поп Стојан беа положени свежи цвеќиња. Во организација на локалната самоуправа од Делчево се спроведе и традиционалниот планинарски марш по патеката на Разловечките востаници, во кој учество зедоа голем број на планинарски друштва од државата. Учествувавме на планинарската акција, односно планинарската тура од село Тработивиште до село Разловци и пречекот во село Разловци навистина не воодушеви сите. Турата се одвиваше покрај реката Брегалница, што е дополнително задоволство. И еве се надеваме дека традиционално овиднина ќе доаѓаме. За Разловечкото востание, освен што се пишуваат книги, се снимаат и документарни филмови, а самиот режисер на еден од нив беше дел од денешнава прослава како учесник во планинарскиот марш. Моја интимна желба е да се сними поголем филм, Новие простори. Јас веќе со некои планинари колеги поразговаравме околу тоа. Според мене овој настан одбележување на оваа годишница од Разловечкото востание е голем настан, затоа што ние не треба да заборавиме дека тоа било едно од првите востанија за независноста на Република Македонија. Востание кое мора да биде потенцирано. Мислам дека ова е минимум што го направивме со овој марш. Документите и фотографиите заедно со извезеното знаме на востанието беа изложени во спомен домот на Разловечкото востание, а во дворот на црквата се одржа културно-уметничка програма. На Факултетот за образовни науки при Угода во тек е промоција на 2 книги од Ристо Никовски. Промоцијата е по повод 100 години од загинувањето на Јане Сандански. Утре во просториите на Дом на млади Штип по повод празникот на словенските просветители Свети Кирил и Методи ќе биде одиграна театарска представа Лет од место во режија на Симеон Гаврилов по текст на Горан Серапфимовски. Почеток на представата е 20 часот. Египетските власти воведоа ограничување за жени кои од Египет сакаат да патуваат во Турција. Жените на возраст од 18 до 40 години мора да добијат безбедносно одобрување пред да заминат во Турција. Мерките стапиле на сила минатата недела, а вакво безбедносно одобрување покрај за жените е воведено и за мажите и се однесува на забрана за патување во Либија и Турција. Украинската армија соопшти дека заробила руски војници кои се бореле на страната на проруските бунтовници во источна Украина. Станува збор за двајца војници кои сега се наоѓале во затвор во Шчастија, во близина на линијата на фронтот. Околу 200.000 деца на имигранти што живеат во Грција ќе може да добијат грчко државјанство врз основа на новиот предлог закон, подготвен од Министерството за внатрешни работи. Со предлог законот се овозможува децата на странци кои се родени во Грција да можат да добијат грчко државјанство.
Најдобриот светски тенисер Џоковиќ стигна и до четвртата мастерс титула во 2015 година, откако вчера во финалето во Рим со 6-4-6-3 го победи Федерер. Србинот има серија од 22 победи во низа и последен пат беше поразен токму од Федерер. Џоковиќ со освојувањето на првото место заработи $628,000 и 1000 ATP поени. Со оваа победа Новак има постигнато голем ефект, со што се потврдува дека во одлична форма доаѓа во Париз, каде што за 7 дена започнува Ролан Гарос, единствениот Гранд Слем турнир, каде Џоковиќ не победил. Ова е се во вестите на Канал Плюс. Повеќе информации гледајте во дневникот во 16:30 и на kanalplus.mk. Имајте пријатен ден.